Северна Македонија е подготвена да понуди помош на Украина ако има ескалација на состојбата. Каква асистенција и во кој обем дополнително ќе се утврдува и тоа ќе зависи од развојот на ситуацијата која се заканува да кулминира со отворен руско-украински конфликт. Дали Северна Македонија е подготвена и размислува за прием на бегалци од Украина, доколку има потреба, колку бегалци реално би можеле да згрижиме и каде би биле сместени. Северна Македонија во повеќе наврати покажа отворено срце, подготвеност и помагаше во вакви и слични ситуации. Оттаму владата ќе понуди помош и во случај на ескалација во Украина. Сите напори се во насока тоа да не се случи. Се очекува можната помош од Скопје за Киев да се конкретизира по директните контакти меѓу двете земји на највисоко владино ниво. Владата на последната седница е разгледала информацијата за безбедносната ситуација во Украина. Задолжено е Министерството за надворешни работи да ги преземе сите мерки за безбедност на 30 македонски наблюдувачи кои се дел од специјалната мониторинг мисија на ОПСЕ во Украина. Во моментов нашите наблюдувачи се безбедни и ги извршуваат своите редовни обврски, сепак во случај на дополнително влошување на ситуацијата се наметнува потребата од брз и ефикасен ангажман во насока на осигурување на нивната безбедност. Станува збор за 30 луѓе. Во однос на нашите државјани, амбасадата на Северна Македонија во Киев има евидентирано бројка од 100 кои ги доставиле своите податоци дека престојуваат во Украина. Од нив, заклучно со вчера, во земјава се вратиле 13 Земјава за сега се уште не донела одлука дали ќе се приклучи кон пакетот санкции на Европската Унија против Русија. Објаснувањето од владата е дека Северна Македонија е на линија на постигнување 100% усогласено со надворешната и безбедносната политика на Унијата, но дека за формална одлука допрва ќе се расправа. Наспроти сите оценки и изјави на меѓународната заедница дека станува збор за чекорна агресија на Москва, рускиот амбасадор во земјава во обраќање преку социјалните мрежи тврди дека неговата земја не сака конфронтација. Нагласувам, нашата земја нема агресивни намери кон ниту една друга држава. Никоме не се закануваме. Нашиот приоритет не е конфронтација, туку обезбедување безбедност и услови за спокоен, просперитетен развој на земјата во мирни услови. Се залагаме за владењето на меѓународното право и неговите основни принципи, како што се немешањето во внатрешните работи. Македонскиот државно владин врв реагираше на руското признавање на независните републики Донецк и Луганск и прати недвосмислени пораки со осуди за постапките на Москва и истовремена поддршка на територијалниот интегритет на Украина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.